Здраво, само што ми заврши сесијата со девојките во група и уште сум така некако инспирирана и не можам уста да затворам, па морам да се јавам и тука да кажам некои работи, односно да позбориме за некои можности со надеж искрена и длабока, дека барем на пол од вас ќе ви ги размрдам мислите во правец на тоа што може следно да се направи и да се кажете добро, стварно престанувам со чекање и престанувам со overthinking и еве уште утре барем некоја мала акција ќе превземам. Ако тоа го постигнам, значи стварно алал цело ова време сега што ќе го поминеме до следниот мој состанок, последен за вечерва и аут. Кратко за тие што сте нови тука. Моето име е Маја, јас сум коуч за лична трансформација и за дисциплина. Работам исклучиво со жени и уствари и вие што даѓате на овој профил сте 98, ако не и 99% вакви какви што сега ќе ве опишам. Значи жените со кои што си имам работа се паметни, образовани, имаат потенцијал и се заглавени некаде во самосаботажа, одлагање, хаос, емоционална нестабилност, не работиме мотивација на моите групи и во сесиите со нив, туку работиме на структура, идентитет и однесување што носи резултат. Мојата работа не е случајна, јас сум мајка на Јоана, таа почина на 6 годишна возраст во 2020 година после бројни здравствени предизвици. Минав низ тежок животен период кој што ме научи на одговорност, интегритет, издржливост и дисциплина и не предавам теорија, туку предавам нешто што сум го живеела. И оно што денеска малку го чепнавме на тема на сесија со девојките беше за можности. И ствари со многу од вас зборувам дневно. Зборуваме, например, кога дојдете да прашате за групата кога ќе почне слични, јас викам било да направиме мојбе да видиме дали воопшто можеме да се работуваме заедно. И низ тие мојбети секогаш ми се провира една мисли, ствари ја комуницирам директно со вас една по една кога дојдете на состанок, ама сега тука сакам да ви кажам групно на сите, дека никој пат во историјата, како сега, немаме толку многу можности за напредок, учење, раст, менување, остварување на цели, никогаш толку како сега. Од 2026 година. Овие последни 10, 15, 20, 30 години. Значи, никогаш не сме биле поеднакви во можностите нешто да правиме, нешто да превземеме. Нашите баби, дечки, без разлика да сте сега во вашите 30, 40 или 50 години вие што ме слушате. Без разлика од која генерација на сите нас, овие три генерации, заедничкото дека нашите баби ги немале овие можности што ги имаме ние денеска. Го немале тој пристап на информации. Ги немале тие можности да делуваат како ние денеска. Пред 150 години, тука на Балканот, сите земји на Балканот, ние и околу нас, сите биле поробени на некој начин од некого и ние сме биле практично робови. И во тие услови само преживувањето било на тацна, на тапет. Само тоа било од јутра до сутра, од генерација во генерација, од година во година. Додека на запад, во истиот тој период, постоело високото општество и постоела ниската работничката класа, каде што и таму било исто. Тие што се во високото општество можат се, тие што се во ниската класа и да сакаат не можат. Нити да се образуваат, нити да се вклучат во тоа високото општество, нити да имаат пријатели меѓу нив, да бараат партнери меѓу нив, додат на факултет, да развиваат некои своји бизниси. Значи, они биле во служење и тоа ти е предодредено од раѓање. Кај си се родил, таму ти е. Сваќате ли колкав луксус е тоа да се родиш било каде сега, без разлика кој ти е бекграундот, фамилијата, презимето, кои ти се роднините, какви ти се братовчедите, братовчетките, неважно, а ти да си на иста позиција, да можеш да менуваш работи, да правиш, да создаваш, да остваруваш цели, да учиш, да растеш, да се билдаш, да градиш дисциплина, исто како сите родени со златна лажичка во моментов. А мисли, ти и некој на најпривилегирана позиција имате исто право да бркате некои работи, да остварувате нешто и така натаму. Значи, вака. Пак ја ви кажам, значи, да не зборам со вас по цел ден, да немаме сесии, немаше да се чувствувам толку многу испровоцирана да го кажам следново. Меѓутоа, паметни сте, образовани сте, интелигентни сте,
знаете што ви се целите. Еве дури да не знаете што ви се целите, онака као професионално да ги поставите од горе до доле, па по категории, па вака па така, ако ништо друго знаете што сакате. Знаете што неќете. Знаете, например, сегашниве резултати. Ако не ви се допаѓа, дека нив не ги сакате. И исто така, дечки, ајде да бидем искрени, знаете што треба да направите за да мрднете од овие резултати што не ви се допаѓаат, или барем знаете кој е првиот или вториот чекор. Еве и да немате целата слика. И вие каде сме? Со целото тоа? Кај овертинкингот. Заглавени сте на овертинкингот. Мислење, планирање, чекај да помислам, да размислам, да смислам. Абе, ова сакам да го направам, многу одамна сакам, чекај уште малку само да го смислам. Што го смислуваш? Направи го. Пред некој ден најдов на многу интересно предавање, каде што беше опишана метафората со вратите. И човекот многу убаво се потруди да објасни колку е многу овертинкингот. Прво, бесмислен, второ, скап и трето, кој што носи директно во кајање и директно во уште поголема фрустрација и директно во уште понивојма емоции од сегашните. Кажува за некоја особа, човек, мислам дека за маж бореше небитно, маж жена исто е. Значи, психата ни е иста на сите и многу тешко се тераме на акција, а многу повеќе овертинкинг го даваме да не зафркава. И сега тој човек бил поставен во некоја просторија и слушнал глас кој што му кажа, еве ти пред тебе 100 врати и 100 врати му се отвораат и му викаат, гласот му вика, избери една врата и оди позади таа врата, живее го животот што си го одбрал со насловот на таа врата, но знај дека еднаш кога ќе ја избереш таа врата, не можеш да се вратиш назад и да ја смениш за некоја друга. Тоа бил условот. И сега на врата ја пишувало среќа, purpose, страст, финанси, здравје, пријателства, љубов и така натаму наредени 100 убави работи. И сега човекот се блокирал и не можел да избере која. И цело време само се премислувал. Ама ако го изберам ова, што ако после сакам тоа? А ако го изберам ова, што ако вака? И само седал, парализиран од недонесување одлука. Парализиран од овертинкинг. Гледал во вратите, гледал. Проаѓало време, години проаѓале, каде што после некој време гласот се јавил, повторно рекол, времето ти истече. Сега, веќе пред тебе немаш никаква можност. И човекот рекол, чекај, стој, јас уште не донесов избор, па јас ништо не поживав, уште не сум ни избрал. И гласот рекол, избра. Ти избра страв, избра чекање, избра овертинкинг и така натаму. И моралот на приказната и во моментот нели исчезнуваат сите врати пред него и веројатно, значи, метафората готово тука му завршува животот. Во еден момент ќе дојде и тој час за сите нас. И сите кои што живеат потполн живот, сите кои што ги имаат резултатите што вие ги сакате, направиле избор, отвориле некој од тие врати и покрај стравот. Не постои особа на светот луѓе што ќе си замисли цел што никогаш до сега не ја замислила и ќе тргне да остварува таа цел, а пазете, до сега никогаш не е дошло на памет да ја оствари таа цел. Не постои особа што нема страв во тој момент. Колку и да е убава целта, колку и да е голема, колку и да сме сигурни дека ќе ни донесе и здравје, и љубов, и богатство, и убавина, пак е нешто непознато. Ние допрва треба да правиме нешто што до сега никогаш не сме го направиле и треба да се стремиме кон некој резултат што никогаш не сме го ни оствариле. И тоа е страшно за секој од нас. И има луѓе кои што кога кратат овертинкингот и сваќаат дека никогаш не бидат спремни. Никогаш. Џабе уште 3 курса се завршат, уште 3 книги да се прочитаат, уште кај 2 ментори да се отиде да се прави муавет, уште ова годишно време да помине, уште само 1 мај да помине, па ајде одморите да поминат, па после ајваро да помине, па ајде нова година да помине и така натаму. Едната категорија на луѓе што денеска имате пример, живеат некакви резултати што се викаат многу добро. Моја стварно многу добра има живеачката. Значи не постои такви кои што не ги правеле тие постапки
и покрај стравот што го чувствувале. И од другата страна се овертинкерите. Да смислам, не знам што ако сгрешам, ако сгрешиш, ќе сгрешиш, супер, ќе научиш нешто, и да сгрешиш, што има врска, затоа што само чекање со овертинкување, не правење никакви акции, води до живот полн со кајање, полн со мака, типот требаше вака, требаше така. Бидете искрени, бидете искрени. Ако сте обкружени околу вас да имате родители или роднини што се во нивните 70 години и 80 години, бидете искрени. Дали не сте ги слушнале до сега, барем еднаш да кажат требаше тоа што и така да го изиграм. Што не си направив на времето вака или онака. Па со седење во overthinking, со размислување, чекај да почнам, со тоа што чекате да бидете спремни, па да почнете било што да менувате и да правите, на добар пат сте да ги кажувате тие фрази еден ден вие кои имате 70 и 80 години на вашите потомства. А тоа не ви го посакувам. Стварно не ви го посакувам. Неправењето на акција, дечки, е скапо. Многу е скапо. Скапо вечини да седите и само да чекате. Многу е скапо тоа. Значи, само правење на акција, преска гледавме нешто јас имаме девојки и беше satisfaction. Во зборот satisfaction има action. А sativ на латински значало enough. Enough action brings satisfaction. Тоа значи дека ако си во позиција на правење акции, нема секоја да биде правилна, шанса нема. Правам грешки, дневно правам грешки. Вие не знаете никош толку грешки немам направено колку последниве 3 години кога во сфери највише работам и на себе и на бизнисот и затоа па никогаш поише прогрес не сум имала од сега. Што ако се прави грешка? Уште 5 минути имам и морам да идам на состанок, ама битно ми е ова да ви го кажам, за да се забрзам со зборењето. Верувајте ми, ка поевтино е некој курс и да ви кажат 5000 евра дека кошта. Поевтино ви е тој курс да го платите, ама под услов озбилно да дава резултати, отколку да заштедите 5000 евра, ама да терате исто, на истово ниво на свест, исто ниво на акција, истите навики, истите резултати. Стагнацијата е многу скапа. Ки имате многу можности и многу прилики. И секој од вас во моментот сведочи на тоа какви прилики и можности има околу себе. Ама во еден момент, дечки, тие прилики ќе сопрат, ќе секнат. Во еден момент ќе престанат приликите. Што никој од нас не е вечен и никој од нас цело време не поминува како низ главниот суд на животот. Знае кои години се тие што го означуваат главниот суд на животот, а после тоа следи само кајање и чекање на крајот. И оно што сакав уствари да го кажам, кога се ова почнам да го зборувам и тоа што ви го кажувам индивидуално кога дојдете на разговори, е дека ви посакувам од срце да си го исполните вашиот потенцијал. Затоа што вие сами знаете дека можете многу повеќе од ова што е сега. Затоа ствари чувствувате незадоволство. Затоа ствари следите вакви содржини. Затоа ве интересира личен раст, затоа што знаете длабоко во вас дека секој од вас може повеќе и подобро од сега. И ви посакувам и да си го исполните потенцијалот, и да делувате, и да правите акции, и да растете, и грешки да правите, и од нив да учите, и пак и од грешките да растете. И ви посакувам да немате слух за тие што ви се подсмеваат, дека слушате вакви содржини. Затоа што таквото подсмевање, таквата критика доаѓа од луѓе кои што имаат ниска свест, кои што самите неостварени, кои што имаат некаква фрустрација во себе и кои што се многу мали во срцето. И тие луѓе имаат некаков страв длабоко во себе, ама сега нема да се посветуваме да ги анализираме на нив. Битно, сите пари што ги имам во моментов, дојдете, ќе ги дадам на тој што ќе ми покаже и докаже среќна и успешна особа да дојде и да ве омаловажува дека работите на себе. Значи, таа кладба, ако сте спремни да направиме сега заедно. Никош нема да најдете среќна, успешна и задоволна особа што ви се смее дека размислувате за коучинг, дека сакате да дојдете на менторство, на курс и така натаму. Остварена особа
што ќе ве осуди нема да најдете. Туку ќе ве осуди некој што што и самиот ги нема резултатите што ги посакува, и самиот длабоко во себе потајно се надава дека еден ден ќе се осуди, дека еден ден ќе проба нешто и така натаму. Нема да најдете особа што ќе ве осуди, а што е самата дисциплинирана, ги видела бенефитите од работа на себе, си внимава на своето ментално здравје, на своето емотивно здравје, знае како да направи деклатеринг во својот живот, знае како да ги скрати сите краци на времето и така натаму. Уште минутка имам. Се надевам дека ви ги раздрмав мислите и дека уште сега ќе почнете да правите некакви акции и дека ќе работите на вашите цели. А за тие вас што сте екстра спремни да стварно престанете да се зафркавате, оваа недела имам 3 термини. Пишете ми јас во порака или било што пишете ми во порака и ќе седнеме, јас и вие, за да видиме колку сте стварно спремни да тргнете на патување во вашиот живот, што никош нема да го забравите. Одам да не закаснам, таман си стигна се. Ајде, чао!